Енергетска криза во целиот свет, но во Македонија посебно паника и страв дали воопшто ќе имаме грејење. Дали граѓаните навреме да размислуваат да се префрлат на некои други алтернативи да не зависат од парното грејење. И пренормално на прашање кое што сите не засега и кое што го засега и нашиот домашен буџет. Дали ќе биде истата цена или можеби треба да стравуваме од зголемување на цената на парното. Надлежните смируваат. Парно ќе има до крајот на грејната сезона и тоа по иста цена. Но исто така и упатуваат апел до граѓаните да не им веруваат на сите шпекулации и да прават математики за префрлување на друг начин на грејење. Така само ќе си направат дупка во својот буџет. Ако одредено семејство во град Скопје, што предходно користел парно грејење, кога чита такви информации, веднаш прави дополнителни трошоци за алтернативно да се грее во нивното домаќинство. Тоа не е потребно да се направи, пошто парно грејење ќе има и тоа ќе биде до крајот на грејната сезона. Цената на парното станува исто до крајот на грејната сезона, односно до 30 април. Парно грејење има, цената ќе биде таа, не смируваат надлежните, но се повеќе граѓани се жалат дека парното е млако, не е како минатите години. Според договорот кој што го имате подпишано со снабдувачот на топлинска енергија, треба да ви обезбедат 21 степен во домот од некаде 6 часот наутро па до 10 часот навечер. Експертите кои што ние ги прашавме велат тоа е сепак и субјективно чувство дали е парното млако или не е, а многу е тешко да се измери температурата, а посебно и да се докаже. Онаму каде што може да има некоја калкулација и штедење, велат нашите извори, бидејќи мора во 6 часот наутро да ви обезбедат 21 степен, се сомневаат експертите дали е тоа така, односно не веруваат дека топланите се вклучуваат во 4 часот наутро да би ја достигнале во 6 часот потребната температура и тука може да се уштине по некој саат да се заштеди на парното. Но велат, не е толку едноставно вие како обичен граѓанин да докажете дали парното ви е млако и дали ви е обезбедена 21 степен топлината која што треба да ви ја гарантираат. Мора да повикате сертифицирани мерачи, да пријавите во БЕК, сега во ЕСМ, нели иста е процедурата. Еве што велат. Тој корисник на системот има можност да добие поевтина цена, затоа што не му се обезбедуваат комфортните услови кои што се во договорот дека треба да обезбедат 20 степени. Ако не обезбедуваат, треба тогаш да се намали цената и тоа веројатно се прави. Процесот е тежок, сам човек тешко се бори со институција. Сега вие да ангажирате институција, не може сега да викнете било кој термометар, велам, со обичните термометри кои ќе мерите, ќе добиете температура, нема да ви ја признаат. Топлификација ќе вади тој од институција што е акредитирана за такво мерење, па после тоа да бидат термометрите потврдени, атестирани дека е скап тој начин на докажување. Треба навистина да е доста студено во тој простор, да биде најмалку да падне температура на 17 степени и тоа да е во подолг временски период, и тогаш да може навистина да се потегне процес, да се утврди и во комуникација и со нивна служба, они да постават да утврдат. Што се однесува до плаќањето на сметките, сега ни дојдоа две сметки, се доснеше со едната поради префрлувањето од БЕК на ЕСМ, меѓутоа се уште нема воведено електронско плаќање на сметките, ни рекоа од ЕСМ дека се работи интензивно на тоа и се очекува каде и да е и таа опција за електронско плаќање да биде овозможена. Доколку некој не сака да склучи договор, ќе биде исклучен и нема да добива топлинска енергија. Има правила за испорака на топлинска енергија и ние во целост ги почитуваме, како и од страна на ЕСМ кој што испорачува топлинска енергија, исто така треба и од страна на граѓаните кон ЕСМ, односно компаниите кои што испорачуваат топлинска енергија. Значи да потенцираме, парно ќе има, цената нема да се зголеми, наскоро ќе можеме и електронски да плаќаме, да се надеваме дека ќе нема потреси нови во светот околу енергетската криза, па сите овие работи да се променат.